Знаете, големите хидроцентрали беа дел од енергетските стратегии, од енергетското планирање на нашава земја уште во 70-тите во 70-тите години, а денеска ние не мислиме дека големите хидроцентрали се решение за енергетската состојба. Денеска знаеме колку е огромно нивното влијание по реките, по речните екосистеми, дека станува збор за промена, целокупна промена на релјефот и на територијата таму каде што се градат. И еве со самото ова што тендерот не помина, треба да е можеби доволен знак за владата дека треба да се сврти во друг правец и на друг начин да бара решение за енергетиката во нашава држава. Ние минатата година во таа насока, минатата година заедно со Меѓународната The Nature Conservancy и Македонската академија на науки и уметности спроведовме еден проект чие што име е паметно енергетско планирање, во кој што или преку кој што ги мапиравме сите потенцијални локации за изградба на фотоволтаични централи, но изградба на деградирани и веќе руинирани земјишта на начин на кој што нема да има штета нивната изградба врз животната средина, врз локалните заедници и така натаму, со цел да дадеме еден регистар на локации, една можност за некакво решение на енергетските прашања во нашата држава.